Боголюб Стериовски, херпетолог од Македонското еколошко друштво во студио 10. Добре дојдовте во студио 10. Добар ден на гледачите на Студио 10. Стериовски, изминатиот период, особено изминативе неколку дена, десетина и 2 недели, постојано слушаме информации наезда на змии и тоа во урбани средини во низ македонските градови. Имаме ли наезда на змии? Што се случува? Дали е тоа нормално за овој период? Треба ли да бидеме загрижени или? Одлично прашање. Секоја година практично се трудиме херпетолозите да објасниме дека наезда на змии нема. А во случајов оваа година, она што е евидентно дека после зимскиот сон имавме период на зимскиот сон кога спијат змиите, имавме ладен период во моменти кога тие треба да излезат од зимскиот сон и да движат, значи да бараат храна и да започнат со процесот на репродукција. Тоа за жал беше невозможно заради тоа што во месеците април, мај имавме изразито ниски ноќни температури и ниски дневни температури, што во суштина беше надополнето сега со последниве неколку недели на интензивни дождови, практично секој ден врнеше во Скопската котлина. И сега изминативе 10 дена се случува дека нагло подобрување, затоплување на времето. Тоа е период кога тие мора да го надополнат во однос на исхрана и затоа се пофреквентни, односно затоа можат почесто да бидат видени во природата. За наезда кога би говореле дека еден или повеќе видови нагло го зголемиле бројот на единки во рамките на една популација. И тоа вообичаено се случува, да речеме, на австралискиот континент, најевидентно гледачите сигурно можеби виделе на телевизија скакулци, наезди на скакулци, буквално цели облаци на скакулци, но тоа не е случај со нашите змии, заради тоа што нивната бројност воопшто не е зголемена до размери да биде наезда. Така да повеќе тој биолошки термин не треба да се користи, но треба да се користи повеќе терминот поголема појавност или фреквенција. Како сега се продлабочуваме во топлиот период, или се најавуваат интензивно топло време во следниве денови, така активноста нивна ќе се намали. Можеби гледачите знаат, а можеби не, и веќе кажеме дека спротивно на верувањето дека кога е најтопло има најмногу змии, баш спротивно на тоа, кога е најтопло нема најмногу змии, исто така и кога е ладно, секако нема змии. Тоа се животни кои се пред се поврзани со амбиенталната температура, бидејќи тие не можат да имаат да одржуваат континуирана температура како што сме ние, да речам цицачите како класа или птиците. Тоа тие се нарекуваат ектодермни животни, односно нивната температура зависи од амбиенталната температура и затоа пред се овој период кога имаме затоплување, после период ладен, на нив им одговара заради тоа што преку затоплувањето се поагилни и можат успешно да ловат, а со тоа да ги завршуваат нивните животни функции за опстанокот на видовите. Значи, ако добро сваќам, нема наезда на змии како што, добро, тоа веројатно и новинарски малку, но евидентно е дека жители, например, ќе ви пријават, еве конкретно во Скопски Ижджанец ми текнува дека одводно виделе змија на пати. Сега знаете, змија како змија ние многу не знаеме како да се справуваме, знаеме дека е опасна. Често пати знам да кажам дека змијата е неразбрано суштество. Зошто неразбрано? Заради тоа што луѓето во суштина го имаат стравот од змиите, заради тоа што нема доволно информации. Она што е специфично за Скопската котлина е дека во нашата околина имаме од 16 видови на змии кои се забележани во нашата земја, овдека можат да се најдат 11 видови на змии. Така да,
се извинувам, 12 видови на змии. Така да, во тој контекст имаме ситуација да имаме котлина која е богата со диверзитет на видови на змии. Многу често луѓето ќе прашаат, па добро, сите ли се опасни? Не се сите отровни. Нема опасна змија, дури отровните змии, доколку наидете на нив и ги заобиколите во широк круг, едноставно не представуваат, не се агресивни и не представуваат никаква закана за вашето здравје. Многу често се случува во природа, во контекст на вестите кои се поврзани со водно, многу често знаат граѓаните да влезат во природата не соодветно облечени, значи не спремни. Кога одите во природа, особено во природа каде што урбаната средина завршува, говориме дека треба да имаме високи чевли, треба да имаме панталони. Зошто? Заради тоа што не секогаш можете да ја видите змијата во низината природна средина. И од тука појавноста кога се случува повеќе, почесто да се гледаат змиите, и граѓаните се восприема дека змиите ги има во голем број. Во суштина само се малку поактивни. Единствената змија која може да биде живото загрозувачка, да е на некоја надморска висина до 1600 метри, тоа е поскокот. Тоа е змија која има и во Скопската котлина меѓу останатото, и тоа е змија која јасно се разликува од сите останати. Негде околу 70 на сантиметри во должина, интензивна црвенишкава шара од згора во облик на герданче и на врвот на носот има рокче. Значи не можеме да ја збркаме, да ја помешаме со друг вид на змија воопшто во нашата земја. Покрај оваа змија ние имаме уште 4 видови на змии кои се отровни, од кои 2 вида исто се во родот на како поскокот, тој род се вика випери, и меѓутоа тие живеат на високите планински пасишта, што значи дека во Скопската котлина ги нема. Сега конкретно го говориме Скопје како случај. Високите планински пасишта се од 1600 метри надморска висина нагоре, и имаме уште 2 вида од смоковите кои се исто така отровни. Меѓутоа во однос на потентност на отровот, единствената змија која навистина може да биде сериозна закана за човековото здравје доколку бива каснат е поскокот. Сега, вие вака ово убаво го објаснувате, меѓутоа јас ќе прашувам лаички. Кога се движи човек низ планина, вие рековте како треба тоа да изгледа, или се качува на водно. Веројатно, кога ќе виде змија, ако ја здогледа, ние сигурно, барам јас затоа велам лаички, сигурно нема да гледам дали е црвеникаста бојата, дали има рокче на носот. Првиот впечаток е дека се појавува страв. Може и да е смок. Сакам да кажам дека обичниот граѓанин и нема баш можност, знаете, во тој момент да резонира присебно кога ќе се појави од страв. Она што можам да го кажам дека во изминативе 23 години од како се занимавам со проучување на биодиверзитетот на нашите змии, на македонските змии, односно змиите кои ги има кај нас, сваќам дека од искуство не можете стравот на луѓето да го надминете со едно кажување. Да, излезе херпетологот на телевизија и кажа да, поскокот е само отровен и другото не ништо. Многу точна констатација од ваша страна дека за лаик секоја змија е змија и секоја змија може потенцијално отровна и дека секоја змија може да биде еднакво шарена, еднакво опасна, да има рокче во моменти и да нема. Навистина, во најинтересен контекст е кога ќе ги прашате луѓето, многу често ми се случило на терен, овдека само што ја видовме змија, дека кога беше 3 метра. Немаме толкава змија кај нас, меѓутоа тоа е она што го прави стравот. Стравот ги прикажува нештата не толку јасно. И сега што да правиме ние во тој контекст?
Не можеме преку ног да ги научиме сите змии, треба време за сето тоа. Меѓутоа, ако некој доволно се потруди и почне да чита, ќе почне барем во основа да ги разликува. Ама големиот број од граѓаните тоа нема да го сторат. Па не е Што некој треба да не е некој омилено животно. Сите бегаат од змија. Знаете што, тоа е малку една стереотипност која кај нас владее заради тоа што змијата на овие простори е генерално олицетворение на нешто што не е добро. И е олицетворение со кое се плашат нештата. Ако кога имате мало дете, ако му кажете дека мачката е многу страшно животно, тоа ќе се плаши од мачки. Тоа нашите родители го имаат направено со змиите. Не дека тие намерно тоа го правеле, меѓутоа тоа го правеле заради тоа што исто така не ги знаеле информациите. Ако отидете во Австралија, во Сиднеј, јас ви гарантирам дека големиот број од граѓани таму точно знаат да препознаат еден тајпан или една кафјава змија, кои се во суштина едни од најотровните змии во светот, а ги имаат во парковите во Сиднеј. Но што прават тие? Не дека тие сега ќе го детерминираат змијата, но едноставно реагираат и пријавуваат на соодветни служби за да дојдат да ги повлечат тие змии. Она што граѓаните кај нас треба да го направат, дека кога одат во природа, како што напоменав претходно, треба да бидат подготвени. Треба да имаат долги панталони и високи чеви. И кога ќе видат змија, во случај да видат змија, едноставно, ако се работи за смок, во големиот број од случаи тие експлозивно бегаат од човекот. Меѓутоа, ако се работи за поскок, неговата стратегија е да се притеи, да не движи. Евентуално, ако се напад, тогаш и едните и другите бегаат, затоа што се наоѓаат во непосредна опасност, бидејќи тие не знаат кои сме ние и какви сме. Тие за нив сме еднакво опасни како било кој предатор што може да ги фати. Доколку видат змија, може да заобиколат во широк круг, верувајте ми дека нема кајна змија која ќе се обиде да ве брка, и спротивно на верувањето, ако тоа биде поскок, нема да се обиде да скока за да ве касне. Значи, само за обиколување во широк круг и ја оставате змијата да продолжи по незиниот пат, вие се продолжувате по својот пат. Во услови да не може тоа да се направи, обичајно во природа планинарите ќе ви дадат за совет да имате некое дрвено стапче со вас, можете слободно само да ја, значи не да ја убивате, само да се растропате околу неизе, значи не во непосредна неизина близина, никој не вели да дојдете блиску, тако ќе ја примети вибрацијата, едноставно ќе се повлече и ќе продолжи по својот пат, ќе избега. Тоа е нивната стратегија. Тоа е наједноставното решение кое ние треба да го направиме како граѓани, а доколку ја видиме во урбана средина, тоа е малку поспецифична ситуација, бидејќи еве во изминативе години ми се случило да вадам змии од автомобили, да вадам змии од домови, но сето тоа се случило во некои делови од градот кои што практично гравитираат кон периферниот дел од Скопје, кон руралните средини од Скопје, кон средините од Скопје кои што во суштина се уште во некоја природна форма, без разлика дали се обработливи површини или некоја дива природа. Така да, тоа се ситуациите кога ние можеме да ги имаме змиите во Скопје и начинот на кој можеме да ги заобиколиме. Многу често ми се случувало да интервенирам во близина на кеот на Вардар, таму најчесто водни змии може да се видат, секако дека каде што имаат извори на храна, змиите ќе се обидат да го да ловат, да фаќаат животни, плен. Меѓутоа не им е интерес да бидат во строго урбаните средини. Ако се случи да дојдат, тоа е по случајност, како што се случувало многу пати и досега. Неверојатно е со каква леснотија говорите ми ги добро, вас тоа вие со тоа се занимавате на некој начин. Ако добро сватив, значи важно е да се остане стабилен ако човек сретне змија, бидејќи гледаме дека се појавува, ако има стапче, оно што планинарите го кажуваат, само да ја поттурне, ако има простор да ја заобиколи,
нема никакви шанси змијата да нападне? Нема, еве категорично и тврдам дека од сите видови, не само во Македонија кои живеат, него и буквално во Европа, немате вид на змија, то во суштина не и во Европа, него и во светот. Нема змија која наменски ќе се настрои да дојде да ве касне. Тоа кај сите видови во светот, каснувањето е секогаш нужна одбрана, односно таа се почувствувала загрозена во тој момент, па доаѓа до каснување. Да не заборавиме дека кога одиме во природа, ние одиме во нивниот дом. Не доаѓаат тие во нашите домови. Се случува понекогаш, како што споменав, да се појават, меѓутоа тоа се инцидентни случаи. Не е тоа нешто што тие го прават, сите единки од тие видови го прават. Значи, ние одиме кај змиите дома, во суштина. Сега, стериовски, зошто змиите се спуштат во урбани простори? Како велите вие, можеме, иако е на периферија, сепак знаат да дојдат и во град. Мислам дека видов вест дека има во Делчево дека се појавила, дека не знам и во неколку други градови. Зошто змиите доаѓаат во урбани места? Многу пати тие ги, особено во периоди кога треба интензивно да се хранат, ги одбираат изворите на храна кои им се полесно достапни. Тоа е пред се, да не заборавиме дека тие ловат. Така, урбаните средини нудат повеќе извори храна за глодарите, тоа се глувци и стаорци, со кои поголемиот број од видови змии кои ги има кај нас се исхрануваат. Од тука, следејќи ги изворите на храна, знаат змиите да навлезат во урбаните средини. Она што го кажав инцидентно, имајте на ум дека за една змија да дојде во урбана средина, таа треба да биде или донесена, или да има премногу извори на храна. Многу пати ми се случувало од автомобили на рибари кои биле на рибарење да донесат змија во урбана средина. И често пати сега ми е по дефолт кога ќе ме повикаат некоја змија да вадам од автомобил, например, дали сте можеби рибари или дали бевте во природа часови пред да ја забележите. Во сите случаи, значи 100% случаите кога има змија во автомобил е секогаш така. Да, или бев на риба или бев во природа, како и да е. Тоа се интересни моменти што не сакајки љубопитноста ги тера да истражуваат, да не заборавиме дека, да речеме, ако пак времето е малку поладниково, а моторот на автомобилот е топол, знаат да го искористат и тоа како извор на топлина, каде што можат привремено да се сместат, и така змијата од природата доаѓа во урбаните средина на градовите. И тука веќе имаме ситуација каде што лесно можеме да објасниме како таа змија мигрирала во наводници во урбаната средина. Но оние делови што се периферни околу градовите, без разлика дали се работи за Скопје, Делчево или било кој дел, каде што практично завршува урбаната средина, имаме отворени простори кои движат кон дивината. Во Скопје, да речеме, тоа се при градските населби, бидејќи тука имаме премногу обработливи површини, ниви каде што има змии. Тука е реката Вардар и низините притоки, Лепенец, Подолепчиња, кои што во суштина исто така имаат места каде што змиите можат комотно да навлезат во градската средина, бидејќи се скриени, бидејќи можат имат извори на храна. И од тука можеме да забележиме дека имаме некоја змија се појавила во градскиот парк, или некоја змија се појавила на некоја улица, до некој автомобил. Секоја година се појавува, има такви случаи. Значи, ги следат изворите на храна или инцидентно со нашите транспортни средства ние ги носиме во урбаните средини. По ниту еден начин змијата нема смислено да дојде во урбана средина и мислам да дојде тука да живее. Едноставно
или ги следи изворите на храна или е донесена. Во два наврати споменавте кога отидов да вадам змија. Како вадите змија? Од автомобил. Еве, пред известен период имаше случај тука во Ново Лисиче, ми се јавија човекот бил во природа, дошол во момент кога требало да ги симне работите од автомобилот, комшиите го предупредиле дека змија слегла од неговата кола, се наоружале комшиите со лопати и стапчиња, меѓутоа направиле таква бука и вибрации да таа се повлекла назад во автомобилот и сега колата беше под обсада, ми се јавија да знаеме тука не избегана сигурно. Јас кога заминав таму беше и доцна во ноќта, успев да извадам змијата од автомобилот и подоцна да прашав на кој дел бил на излет, ми кажа Катланово и успеав следниот ден да ја вратам во нејзината природна средина, каде што нема луѓе. Така да тоа е ситуација која што секоја година се случува во Скопје. Лично интервенирам во просек по 20 интервенции во текот на годината. Имало години каде што тоа било и многу повеќе. И се случуваат такви ситуации, се јавуваат луѓе, знаат дека треба да превземат нешто. Меѓутоа, ете, сакам да кажам дека откако ќе видат дека сето тоа е нормална работа за некој, кога ќе ја видат змијата кога ја држам во рака, веќе имате 10 луѓе кои сваќаат дека едноставно не било до толку опасно како што сето изгледа. Добро, како ја вадите? Со рака. Мислам, најчесто со рака. Првите информации за еден херпетолог... Само извинете, човек кој што не е упатен во оваа проблематика, препораката е да не влегува сам, бидејќи вие го кажувате тоа едноставно и вие претпоставувам имате начин. Не знам каде се паќе за нели ние од што сме слушале од деца до опаш, не знам како. Ако не ги познавате видовите змии, не ги допирате. Која го да е, дури и да биде згазена на патот, убиена, било како, не ги допирате змиите, дури изгазените, дури и мртвите. Ако не ги знаете, едноставно, многу често знам да кажам една компарација, со струја и со змија не можете да се играте. Ако тоа го правите, мора да знаете што правите. Добро, како ја вадите? За мене прва информација кога доаѓам до ситуација, еве например ќе споменам една ситуација во Катланово од викендичка каде што извадив 7 поскоци. Тоа што мене ми беше битно, се работеше за постар маж и жена. Кога го пријавија случајот, прашав дали змиите беа големи или мали. И тие рекоа, не, овие беа мали. Како, дали беа шарени? Да, беа многу шарени. И сватив дека можеби се работи за поскоп. Во нивната викендичка успеав после 7,5 часа комплетна претрага во куќата да извадам 7 поскоци. Што се случило? Вратата нивна влезна, едноставно не се затвара добро. Тоа дупче бело доволно, змиите во текот на есента бараат места каде што ќе може да презима. И таквите локации, како што се викендички, односно затворени простори, се идеални за нив. Влегле внатре, ја поминале зимата. Кога дошле собствениците во пролете, отвориле вратата и една од змиите ја виделе во објектот. За мене беше важна информацијата дека е шарено и дека е мало, значи може да е поскоп, тогаш пристапувате на сосема поинаков начин. Ако во случајот со автомобилот што го споменав пред малку, прашав, мала беше змијата или долго? Па вика негде околу 1,5 метри. Еве пола метар да е надкачен, пак е околу метро, значи не е поскок. И тогаш пристапувам вообичаено само со раце, бидејќи пак ќе кажам нашите змии не напаѓаат освен ако не е поскок нема или овие два отровни смокра што ги споменав, сите останати можете да ги фаќате во било кој дел од телото
кој се брани, ќе ве касна, меѓутоа тоа каснување едноставно е занемарливо, слабо и не прави никакво зло. Добро, за глава се фаќа? Секогаш се фаќаат змиите за глава, меѓутоа кога имате услов да знаете дека е смок и дека немате баш многу простор за работа, тогаш морате да фатите било каде за едноставно да не ви избега. И сега уште едно лично прашање. Ајде. Ако тргнете да ја фаќате или било како, или не мора со рака, било со ставчи или не знам со мотика, опасноста да ве замота? Нема. Знаете што? Опасност кога опасност од замотување или од удавување, ставно стискање до степен да ве скрши, може да го даде само еден питон или анаконда. Такви змии ние немаме. Нашите змии, најдолгиот смок кај нас е околу 1,80 м, она што јас го имам фатено. Постојат неколку фотографии на кои сум видел смокови кои според димензијата на луѓето биле околу 2,5 метра. Меѓутоа, тоа се непотврдени ситуации, затоа што јас единките ги немам видено. Сум видел само фотографии. Она што го имам лично фатено 1,80 м. Таа змија едноставно не може да ве замотке, да ве убие. Имав прилика чести задоволство да работам во терариумот во зоолошка градина. Таму имаше албино питон, кој една преубава женка која тежеше 33 кг, беше 3 метра и 35 сантиметри. Тоа е змија која и tekako мора да се фати за глава, само за глава и да внимавате да не ве замота. Ако ве замота, едноставно може да ве убие. Но нашите змии не го можат. Добро. Кои градови се најспецифични или оново каде што може да се појават змии? Во Македонија има ли градови кои што се таргетирани, например? Сега вие велите малку лаички говориме, ако има многу сонце, демек ќе таму има смокови и така натаму. Имаме ли градови каде што змиите во Македонија екзистираат највеќе? Вака. Значи тоа од она што го споменав претходно, тоа пред се условено од климата. Кај нас топла клима доаѓа преку реката Вардар од Медитеранот, значи од Егеот практично. Таа топла клима условува да има поволни живеалишта за голем број на видови на змии. Значи колку одиме по течењето на реката Вардар од Гевгелија до Скопје, па дури преку реката Лепенец навлегува и во Косово, преку реката Пчина навлегува во Србија, истите видови можете да ги забележите во течењето на овие реки. Дополнително, преку реката Брегалница, реката Црна, навлегува длабоко во источниот и во југозападниот дел од државата, во Мариовско и ваму во Штипско, Кочанско, па дури до Македонска Каменица. И сега, во овие делови каде што се при реката Вардар и притоките на реката Вардар, тука можете да забележите поголем број на видови. Што, пак ќе кажам, не значи дека тука имаме наезда на змии. Како одите во надморските висини повисоко, во буковите шуми, имате помалку змии, да не речам само 4 вида можете да сретнете таму. Високопланинските пасишта, само 4 вида. Значи, колку е пониско, толку е подобро за змиите во услови на нашата земја, говорам. Значи, ова не е прилика за останатите земји. Ако треба ли да очекуваме уште појавување вакво во урбани средини, треба да видиме внимателно. Овој период, бидејќи нагло затоплување, имаме осончување нагло, во изминативе неколку дена имаме континуирано температури што се 33-32 степени, значи затоплување. Јас очекувам дека во следниве десетина дена, дека таа појавност ќе биде намалена. Да посочам дека секогаш може да има појавност на змии, бидејќи тоа се животни кои најчесто движат на сабајле наутро, помеѓу 6 часот и 9-10 часот, и имаме видови кои преферираат да движат и во
деловите од самракот, значи кога се стемнува, па дури во ноќта. Меѓутоа тие се фреквенцијата е тогаш помала. Генерално е насочена во утринските часови. Очекувам дека во следниве десетина дена таа појавност што досега имаа прилика луѓе да видат наводно дека ќе се намали и дека ќе може да се видат змии кога и секогаш и вообичаено кога, да речеме, јас ги барам кога одам на терен. Стериоски, според информациите за 2 месеци на клиниката за инфективни болести, 4 граѓани побарале помош поради каснување од змија. 3 биле во април, едно каснување пријавено во мај, сите поминале без компликации, се случиле во рурални средини. Што и како треба да реагираат граѓаните во ваков случај, немил случај, дали веднаш треба да се обратат, што доколку се надвор од населено место, генерално се надвор од населено место, па треба период за да стигнат до, не знам, прва медицинска установа, колку време е потребно? На почетокот од разговорот посочив дека во суштина кај нас од сите видови змии, посколку од единствениот кој има доволно потентен отров да направи сериозни нарушувања на човековото здравје доколку касни. Доколку човекот бива каснен. Сега, во случај на каснување, најважната работа е луѓето да останат присебни. Значи, тој што е каснан да остане присебен заради тоа што паниката, стравот ја забрзува циркулацијата, со тоа дистрибуцијата на отровот низ телото се забрзува. Значи, колку возможно посмирен, толку подобро и да се побара помош од лица доколку има околу него, или пак да се обиде полека, значи ако е надвор од населено место и е сам, треба да се обиде полека без трчање, да стигне до првото населено место, каде што ќе побара помош од луѓе кои ќе можат да го однесат до најблискиот медицински центар. Спротивно на она што луѓето мислат дека треба да ја цицаат раната, многу често ме прашуваат дали треба да се подврзуваме. Може да се подврзе, меѓутоа не смеете да подврзете до степен да го сопрете крвотокот. Зошто? Заради тоа што отровот од змијата е од протеинска природа, тој е макромолекула на протеин, кој пред се, доколку го сопрете крвотокот, ќе почне сериозно да ги нарушува ткивата на местото каде што е сопрен крвотокот, веднаш настанува некроза на ткивото, што значи ја доведувате во ситуација, да речеме ако се работи за рака, вашата рака. Во услови на некроза, луѓе имаат изгубено цели екстремитети. Затоа тоа преврзување не го препорачувам, заради тоа што во стравот не знаете колку ќе стегнете. Не смеат да пијат течности, топли, не смеат да пијат алкохол. Може да пијат вода по една голтка, колку да не им се суши устата, да не чувствуваат жед, заради тоа што кога сте во ситуација на стрес, секогаш чувствувате жед. Да стигнат до најблиското населено место и таму да побараат помош од луѓе кои ќе можат да ги транспортираат до најблискиот медицински центар. На местото на каснување од отров на змија, во случајов од поскокот, за кратко време, после 5 до 10 минути, први се јавува црвенило, па се јавува модруло и на крајот почнуваат да се јавуваат сериозни отоци. Затоа што отровот на нашите змии е хемотоксичен, односно во себе содржи компоненти кои пред се ги напаѓаат крвните садови, крвните елементи, заради тоа се уништува внатрешниот слој од крвните садови, ендотелот на крвните садови, се излева крвта во меѓуклеточното ткиво и затоа се настануваат масовни отоци. Тоа сето се појавува после одреден тајминг, значи од каснувањето после првиот, вториот, некогаш побрзо, некогаш поспоро, кај возрастна единка од 80 на килограми, која што пред се не би била алергична на змијскиот отров
велиме дека има простор од 4 до 6 часа да стигне до најблискиот медицински центар, каде што ќе добие соодветна серумска терапија. Многу пати на терен луѓето ме прашуваат дали ти носиш серум со себе. Не велам не, никогаш не сум носел, меѓутоа се информирам дали кога истражувам и во кој регион истражувам, дали во медицинските центри има серум. Секогаш се има серум медицинските центри. А зошто не го носам серумот со себе? Заради тоа што серумот пред се добива од којска крв. Јас не знам дали можам да бидам алергичен на него или не. Доколку сум алергичен на него, а го вбризгам, тоа значи дека попрво би предизвикал алергиска реакција, што значи дека попрво би умрел од серумот, неголи од отровот од змијата. Кога сте во медицинска установа, медицинските лица кои се стручени за давање серуми, знаат тоа како да го направат во мали дози, доколку се појави алергиска реакција, тогаш терапијата со серум се прекинува, а продолжува терапија со така наречени антихистаминици, кој е малку подолга терапија, и поседите повеќе денови во болница, тоа повеќе денови 5-6 дена, зависи од ситуацијата, понекогаш помалку, понекогаш пократко, но во секој случај сте обезбедени заради тоа што ако не помогне серумот, има начин како да се реагира. И секогаш тоа треба да го прави медицинско лице. Доколку се случи да имате анафилактичен шок или алергиска реакција од серумот, има лица кои медицинските лица знаат како тоа да се третира. Во услови кога не би биле во медицинска установа, не ќе можеме исто да го направиме и ќе се нанесеме повеќе зло или ќе си го доведеме животот во опасност. Она што исто така важно да се напомене дека во услови на каснување треба секогаш да имаме на ум дека сме каснати од отровна змија и дека не треба да имаме ситуација каде што ќе имаме ниво на паника и не треба да имаме ситуација каде што ќе ја забрзаме циркулацијата на нашиот крвоток. Само смирено, без паника, има доволно време да се стигне до првиот медицински центар. Во ризик од каснувањето од змии секогаш се малите деца и постарите луѓе, заради тоа што тие со во нивните тела не можат да примат толкова интоксикација како што може возрастен човек, заради функционалноста на црниот дроб помалата кај децата, а помала исто така кај постарите луѓе, и од тука тие се во така наречени ризични групи. Кај нив нашата реакција треба да биде многу побрза да им помогнеме да стигнат до најблискиот медицински центар. Сосема за крај, да не ве задржувам повеќе, еве една друга страна за змиите, тие играат значајна улога во екосистемите, така? Апсолутно. Апсолутно. Тоа е приказната која што во овој контекст на страв се занемарува. Јас кога бев мал, мојот дедо ми велеше, нормално секогаш била приказната за страшноста на змиите, посебно со отровните. И тој живееше на село и имавме прилики, уште од мал имав прилики да гледам змии одблизу. И тој велеше, синко, остави ја змијата заради тоа што ако не се тие ќе ти ги изгризат глувците ушите. Тие се природните контролери на стаорците и на глувците. Тие се неминовни во севкупниот ланец на исхрана и се практично животни кои се создадени од природата. Се што создала природата не е ништо вишок, него се е потребно, се си има своја сврха. Чисто како за куриозитет на гледачите, ќе споменам дека поголемиот дел од змиите се исхрануваат со глувци. Има такви што се исхрануваат и со птици, и со јајца од птици, но има и такви што се исхрануваат со други змии. Така да, природата создала се што е потребно за да функционира. Во случајов змиите не се штетните
суштества во нашето поднебие. Тие се само суштества за кои имаме многу малку информации и треба да се погрижиме, како што се погриживме сите колективно заедно да се информираме како да се заштитиме од COVID-19. Ова е ситуација која не е толку ургентна, која не е толку масовна, која не е толку не ја зафаќа целата популација, туку само онаа која шета во природа, но треба да се информираме. Значи, она што е најважно за нас е да знаеме што е можно повеќе за змиите. Тоа можеме да го направиме и на интернет, можат гледачите да истипкат на црвена листа на водоземците или црвена листа на лекачите. На интернет таму ги има сите видови наши, ги има со слики, може да ги видат, ги има со карти на распространување, така да тоа може да им биде поидовна информација за тоа каде и која змија може да ја сретне. Ви благодарам за овој разговор, за апелите и за советите кои што ги дадовме до гледачите на Студио 10, Боголюб Стериовски, херпетолог од Македонското еколошко друштво во Студио 10.